Он требаше челична метра да земе, не некаква метла, обична. Челична метра и сите да ги прашува од каде му зградата. Од каде зграда од 5 милиона. Па, ви знаете од човек во Македонија има по 5 хотела, дали знаете? Јас сам 39 години в Швајцарија, взимам 15.000 франка швајцарски, тоа е равно на 15.000 евра. Па не сам богат јас, сам увечен човек. Од каде им се толку милиарди нови криминалци? Јас мислам дека не е средено конкретно здравството, непременно да се види за здравството. Нека ни е катастрофа, се чека по шалтери, немаме никаков кадар, дури кога ќе отидеш по било која установа, не те гледаат, едноставно не те гледаат. Јас би му препорачал на господин Озаев, нека размисли што се случува во Министерството за здравство. Посебно ова со вакцините не ми се свија овој притисокот спрема граѓаните. Тоа што треба да реши он, тоа е негов проблем. Бидејќи си решава секогаш домаќинот во куќата, не гостите од страна. Дали ме разбрате? Тоа е една вистина. Другото паѓа у вода за мене. Значи, кога ќе тргне од министер, треба све доле да и по вертикала и по хоризонтала да се чисти. Они ќе дојдат до некој ниво и ќе се забашкури и па ништо. Че треба некој да ги гони цело време. Од образование, министерот. Да. Па мислам дека не си ја вршил добра работата. Тоа премиерот ќе си го одлучи сам. Иначе ние од веќином не сме задоволни. Ако премиерот направи сега анализа и дека соодветни кадри кои се поставени на одредени работни функции не ги исполниле своите работни задачи, согласно нивните работни обврски правилници, дека тие кадри треба да бидат заменети со други кадри. Ќе се воздржам од коментар, политика не ме интересира. Фала.